Добре дојдовте на првото видео од бонус видеата на YouTube каналот Германски јазик онлайн. За разлика од класичните видеа, по овој тип на видеа ќе се запознаеме малку повеќе со начинот на живот во Германија, некои занимливости и работи што не сте ги знаеле до сега. Пред да започнеме, ќе ве потсетиме да ни дадете поддршка со лайк и субскрајб на YouTube и со фолоу на Instagram профилот. А сега да започнеме со 100 факти што не сте ги знаеле за Германија. Факт број 1. Моменталната популација на Германија е 84 милиони, односно измерено од 2021 година е над 84 милиони. Според тоа, популацијата во Германија е еквивалентна на околу 1,1% од вкупната светска популација и е на 19-тото место од земјите во светот по број на жители. Од оваа популација, над 75% живее во урбаните средини. Факт број 2, што не сте го знаеле за Германија. 1/3 од територијата е покриена со шуми. Факт број 3. 65% од автопатите немаат ограничување на брзината. Факт број 4. Школувањето е бесплатно за сите. Школувањето е бесплатно од основно школо па се до факултет или специјализации во различни области. Истото важи и за оние кои не се германци. Во Германија има над 2100 замоци. И тоа едни од најпознатите се замоците во Шверин, Хајделберг, Вартбург, Марбург и Нојшванштајн. Факт број 6. Постојат над 5000 различни брендови и 1500 типови на пиво. Германија е 7-ма најголема држава во Европа, а опфаќа територија од над 357 километри квадратни, односно 357.000 километри квадратни. Продолжуваме со факт број 8. Во Берлин се наоѓа најголемата железничка станица во Европа. Оној што бил таму, знае. Берлин е 9 пати поголем од Париз и има повеќе мостови од Венеција. Бројот на мостови во Берлин е 960. Германија е една од најгусто населените држави во светот. Германија се граничи со 9 држави. И тоа со Данска, Полска, Чешка, Австрија, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург и Холандија. Германија е најголема економска сила во Европа. Има бруто домашни производи од 3,7 трилиони долари и се наоѓа на првото место во Европа, а на четвртото место во светот, после Америка, Кина и Јапонија. Германија е една од најголемите светски производители на автомобили. Во 2015 година се продале околу 6 милиони автомобили, а во 2016 најпродавани марки на автомобили во Германија биле Ауди, Мерцедес, BMW и Volkswagen.
Првата печатена книга била на германски јазик. Германија е првата држава која го усвои летното сметање на времето. Тоа се случило во 1916 година. Германија се состои од 16 републики. Секоја од овие републики има посебна конституција и се автономни во внатрешната организација. Најголема република е Баварија. На општинско ниво, Германија е поделена на 403 области, од кои 301 се рурални, а 102 се урбани. Ich bin ein Berliner во превод значи крофна со желе. Германскиот јазик е трет најчесто користен јазик во светот. Германија, Швајцарија, Австрија, Луксембург и Лихтенштајн користат германски како официјален јазик. Германија е позната по долгите зборови. Овие два зборови напишани имаат над 60, односно 79 букви. Како што имаме учено во нашите видеа од ниво А2, овие долги зборови се најчесто сложенки. Најдолгиот германски збор се состои од 79 букви. Не заборавајте да кликнете subscribe ако ви се допадна каналот и ако сакате да гледате други видеа. Продолжуваме понатаму. Постојат над 300 различни типови на леп во Германија. Германците сакаат леп. Пецивата во Германија постојат во вид на бротхен, прецел, милхбротхен и така натаму. Постојат над 1000 типови на колбаси во Германија. Најчести типови на колбаси кои ќе ги сретнете се каривурст, братвурст, блутвурст, вајсвурст и кнаквурст. Во Баварија пивото официјално се смета за храна. Пушењето цигари во јавни места е забрането, но алкохолот е се уште дозволен. После Ирска, Германија е втора држава во светот по конзумирање на пиво. Најголемиот фестивал на пивото е Октоберфест во Минхен, Баварија. Постојат повеќе фан клубови за фудбал од било каде во светот. Традицијата со божикњото дрво или на германски Таненбаум доаѓа од Германија. Во Германија има над 400 зоолошки градини. Според тоа, во Германија има најмногу зоолошки градини од целиот свет. Повеќето такси во Германија се Мерцедес. Најтесната улица во светот е во градот Ројтлинген и во нејзиниот најтесен дел таа е широка само 31 сантиметар. Во Германија не постои казна за затвореник кој се обидел да избега. Ова е така, бидејќи се смета дека основен човечки инстинкт е да се биде слободен. Во Германија е забрането да останете без гориво на автопат. Застанување на автопат е дозволено само при ургентни состојби, но не и при потрошено гориво. Затоа може да ви биде одземена возачката дозвола до 6 месеци.
Исто така, забрането е крстување на имиња кои не го означуваат полот. И е забрането бебето да има име кое наликува на презиме. Постојат 35 дијалекти во германскиот јазик. Околу 800 милиони каривурст се јадат на годишно ниво. Само во Берлин се јадат 7 милиони годишно. Овој тип на колбаси се тип на колбаси со зачини. Дури и постои музеј во Берлин кој е посветен на овој тип на храна. Фанта е првпат произведена во Германија за време на Втората светска војна. Главниот град се сменил 7 пати. И тоа низ периодите како главен град во Германија биле Ахсен, Регенсбург, Франкфурт ам Маин, Нуремберг, Берлин, Вајмар, Бон и повторно Берлин од 1990 година. Во Минхен е еден од најточните аеродроми во светот. Всушност е на второто место после аеродромот во Токио кој се смета за најточен. Од Германија потекнуваат едни од најзначајните светски пронајдоци. Освен автоматскиот калкулатор, сијалицата и автомобилот, во Германија се откриени инсулинот, кларинетот, парафинот, џебниот часовник, моторите на бензин и нафта, LCD екраните, Walkmanот и многу други. Се смета за држава каде многу би живееле до крај на животот. Просекот на животниот век во Германија е 81 година, односно 83 за жените и 78 за мажите. Околу 1/4 од популацијата се над 60 години. Во Германија има висок процент на вработеност. Повеќе од половина од населението има редовна работа, а невработеноста е околу 4%. Мажите најчесто работат на полно работно време, а жените на пола работно време, посебно оние со мали деца. Има повеќе културни активности и места од каде било во светот. Во Германија има околу 6200 музеи, 820 театри, 130 професионални оркестри и 8800 библиотеки. Има повеќе музеи, галерии и слично од било која друга држава во светот. Германија е една од најразвиените нации во однос на книги. Се објавуваат по околу 94.000 наслови секоја година. Октоберфест во Минхен е најголемиот фолк фестивал. Иако е наречен Октоберфест, фестивалот започнува во септември, но трае се до првите неколку денови од октомври. Парови од ист пол можат да посвојуваат деца во Германија. Околу 2/3 од населението се христијани, 4 милиони муслимани и 100.000 евреи. Од христијаните се среќаваат повеќе протестанти во северниот дел, а католици во јужниот дел. При започнување на училиште, децата добиваат подарок во вид на конус, наречен Schultüte. Овој тип на подароци содржат играчки и колачиња, бомбони и слично. А формата на конус означува почеток на посериозен живот. Голем број од Нобеловите награди потекнуваат од Германија. И тоа 22 Нобелови награди во физика, 30 во хемија,
25 во медицина потекнуваат од научници во Германија. Исто така, 11 се доделени за литература и 7 за мир. Германците се светски лидери во инженерството. Германскиот и англискиот јазик се слични. Голем број на зборови во германскиот и англискиот јазик се слични бидејќи имаат слично потекло. Например, хаус, финга, хант, швимен со свим, наме со нейм и слично. 18% од книгите во светот се публицирани на германски јазик. Германскиот јазик е втор најчесто користен јазик во науката. Во Германија има голем број на милионски градови. Едни од најголемите се Берлин со 3,4 милиони, Хамбург 1,7 милиони и Минхен 1,3 милиони. Во недела сите продавници се затворени. Во Германија проституцијата е легална. Дозволата за пиење алкохол е од 16 години. Во Германија има илјадници неексплодирани бомби. Секој ден се откриваат голем број на бомби од Втората светска војна и се деактивираат по околу 15. Во Келн се наоѓа најголемата катедрала во светот. Таа била започната со градба во 1248 година и не била довршена се до 1880-та. Гумените бомбони во форма на мече се германско откритие. Познатите гумени бомбони Харибо биле откриени од страна на Ханс Регел во градот Бон, 1920 година. Името им потекнува од првите две букви на името, презимето и градот каде се откриени. Најчесто германско презиме е Мюле. Интересно е тоа што околу 900.000 лица се презиваат така. Освен тоа, најчесто презиме е Фишер, Шмидт, Шнајдер, Бека и други. Легендата за Великденското зајаче потекнува од Германија. Христијанската традиција со Великденско зајаче потекнува од отприлика 17 век. Првиот магазин бил од 1663 година во Германија. Зоолошката градина во Берлин има над 1300 видови на животни. Таа зоолошка е најстара градина во Германија. Отворена е во 1844 година и се верува дека има повеќе видови на животни од каде било во светот. Германците сакаат да патуваат. Се верува дека германците трошат повеќе пари за патување отколку луѓето во САД. Направена е кукла со изглед на Ангела Меркел. 1/3 од Германија користи обновлива енергија. Најчесто се користат соларни панели и ветерници. Во Германија има најмногу канали во светот. Повеќето германци веруваат дека промајата е штетна. Повеќето германци веруваат дека отворените прозорци може да предизвикаат настинка и болка во зглобовите. Поради тоа и во најубавото време прозорците се чуваат делумно затворени. Нарачката на пиво е различна од светот. Ако сакаме да порачаме едно пиво, треба да го кренеме палецот. Ако сакаме да порачаме 2 пива, треба да го крениме показалецот.
има голем придонес во класичната музика. Голем дел од познатите композитори биле германци. Некои од нив се Јохан Себастијан Бах и Лудвиг ван Бетовен. Познати приказни потекнуваат од Германија. Голем број од приказните се напишани од браќата Грим, една од нив е Снежана и седумте чуџина. Познатите ни серии потекнуваат од Германија. Некои од нив се Борис Бека, Штефи Граф, Анке Хуба и Михаел Штих. Ракометот потекнува од Германија. Посакувањето среќен роден ден пред точниот датум се смета за лоша работа. Германците никогаш не ја пеат целосно нивната химна. Просечен германец пие околу 150 литри пиво годишно. Оваа проценка е направена за Баварија. Берлин е најчеста дестинација за патување. Првата психолошка лабораторија во светот била во 1879 година и била отворена во градот Лајпциг. Името на хамбургерот потекнува од градот Хамбург. Во германските кина повеќе се користат благи од солени пуканки. Германија е член на Европската унија. Германија се нарекува и држава на поетите и мислителите, односно на германски Das Land der Dichter und Denker. Познати научници како Алберт Ајнштајн и Роберт Кох потекнуваат од таму. Исто така и познати филозофи како Ниче, Маркс и Енгелс, Кант и други потекнуваат токму од таму. Во Германија доцнењето се смета за навреда. Освен тоа, за навреда се сметаат и зборување во второ лице еднина, повишување на тонот и слично. Во Германија, одењето по велосипедска патека се смета за некултура. Освен тоа, за некултура се сметаат и поминување на црвено светло на семафор, загадување, движење каде нема пешачки премин, погрешно рециклирање, влегување во домот со патики. Најбогата република во Германија е Норд-Рајн-Весфалија. После неа следат Баварија, Баден-Вутенберг и Хесе. Минхен се смета за град со најголема безбедност. Споредено со други градови со над 200.000 жители, Минхен се смета за град со најнизок степен на криминал. После него, како најдобри за живење се сметаат Берлин, Хамбург, Франкфурт и Штутгарт. Најпознатите светски брендови потекнуваат од Германија. Германија е позната по брендовите Adidas и Puma. Adidas и Puma биле откриени од браќата Даслер. Adidas во 1949 година од едниот, а малку подоцна брендот Puma од другиот брат. Во Германија нудизмот е нормална појава. Наречен Freikörperkultur е нормална појава која на дел од останатите земји му е чудна. Во Хајних национал парк на првиот ден од летната сезона се собираат луѓе од целиот свет и танцуваат голи цел час. Исто така, во Германија е честа појава во сауна да мора да се биде комплетно гол, а и теретаните и тушевите во фитнес центрите се заеднички за мажи и жени. Има интересни божитни традиции.
Покрај тоа што кажавме дека божикното дрво потекнува од таму, во Германија има и голем број на традиционални божикни пазари, украсувања, но и божикни колачи, греано вино и слично. Градскиот превоз е скоро секогаш со подземни железници. Овој тип на железници е наречен U-Bahn и S-Bahn. Покрај нив се разбира постои и превоз со автобуси, трамваи и слично. Останатите луѓе ги сметаат германците за ладни личности. Овој факт е делумно мит. Германците се често луѓе кои сакаат да разговараат, но не сакаат кратки разговори, односно разговараат почесто директно на тема. Германците сакаат приватност. Германците не сакаат кога ги гушкате или стоите премногу блиску до нив, освен ако не сте многу блиски пријатели. Забрането е обраќање кон полицаец со ду. Се смета за непочит и може да се добие казна до 600 евра. Наздравување со чаша вода се смета за несреќа. Постои верување дека ако се наздравува со чаша вода, им посакувате смрт на оние со кои наздравувате во моментот. Германскиот јазик се дели на Hochdeutsch или висок германски и Plattdeutsch или низок германски. Германската азбука содржи невообичаени букви како A-umlaut, O-umlaut, U-umlaut и SZ. Ваков тип на букви не постојат во англискиот, ниту во македонскиот јазик. Кажување данке означува дека не сакаме нешто. Например, ако некој не понуди со пијалак и кажеме данке, означува дека одбиваме, поточно како да сме кажале не благодарам. 99% од населението е писмено. Од сателит можеме да забележиме поделба на источна и западна Германија. Во текот на ноќта може да се забележи поделбата, бидејќи најголемиот дел од уличните светла се направени уште пред да биде изграден ѕидот кој ја дели Германија на источна и западна. Па светлата имаат различна боја. Се надеваме дека овој тип на видеа ви се допадна. Ако имате предлог за што да снимаме следно, слободно напишете во коментар.